Сличноста меѓу македонското право и дивото животно кое никако да се разбуди од зимскиот сон е тоа што и едното и другото се длабоко заспани. Постојано се местат стапици со кои се буди надеж дека сонот ќе им биде земен, но без исклучок во нив влетуваат политичари кои реагирајќи инстинктивно, наместо да им ги отворат очите, придонесуваат тие дополнително да се ушушкаат во своите пештери. За мечка не ми кажете? За која мечка? Имате некои мечки вие овде во Охрид? Добро, наставаме на премиерот да ја откријат мечка. Од такви бели мечки како онаа во Лагадин на падната Македонија, наместо да бидат санкционирани за својата дрскост и безумност, им се дава право да бидат бесправни, па дури и со отворена можност да се чувствуваат како заштитена сорта. Дури и да постои правно формален аспект во одделението за урбанизам. Не може, не бива. Не бива, не може, најлесно да биде не. Ке најдат начин како да биде да. Затоа им е најлесно да се прчат на оние што веќе имаат такво дебело крзно кое ги штити од се. Тие, миленичиња на секоја власт за кои има неподелен консензус дека поседуваат трајна вредност, секогаш знаат кој е руво да го наметнат, за да им бидат допадливи на партнерите кои доминираат во државната шума. А видите, јарно сам сега имам две бундесничини. Имам првата бунда ми е од американскиот председател Обама, а втора бунда имам иста таква, друга бунда сега, таа е од Путин. Значи, ги менам бундите од двете. Нивните соперници пак никако не успеваат да ја добијат милоста на своите предпоставени и постојано им се шијат одела во кои им е тесна кожата. Џабе ме верноста и доследноста, кога таа не е впечатлива и духовита, туку предизвикува нервоза. Абе, Санка, после се љутиш кога те прозивам од овде. Не мора да си капак на сите работи што се случат. Поостави го Павче Минов, кој си ти сега? Седи на своје место. Сепак тоа што некој го менува влакното не значи дека не може да му биде прозрен карактерот. Ако не се читало продлабочено, разбирливо е да не се знае дека еден од неговите ликови е мечкојат, но мора, барем од општа култура, да се знае кој го напишал првото дело на современ македонски јазик, зашто токму на авторот сте придонесле поскумно да му ја симнете круната од главата. Знаете ли кој го напишал делото Село зад 7 јасени? Не знаете? Славко Јаневски. Го илустрирате, вие подпишавте за негова илустрација, гласавте. Не се сеќавам, ама сакам да кажам, го следев законот. Го следев законот и го немам скршено никаде закон. Нормите не ги кршат оние што не читаат доволно, туку тие што погрешно ги интерпретираат фактите. Тоа всушност зборува повеќе за друштвото во кое се дебатирало на темата, отколку за сознанието до кое самостојно дошол членот на највисокото партиско раководство, кој без елементарно познавање шири таква дезинформација. Членството во НАТО, тоа чини некои 400 милиони од прилика годишно. Мислам, кај ќе ги најдат тие пари Македонија, како ќе ги обезбедува тие 400 милиони да си го плати, да си га плати безбедноста што НАТО ја гарантира. Ќе банкротираме втората, третата година. И на крајот, до банкрот не водат парите за НАТО, туку огромната заблуда која креира отсуството на перцепција за реалноста. Тука има и други игри, нели? Една хибридна војна која е лансирана против македонскиот народ. Не е исклучено, нели, она зашто си поигруваа со мене на мрежите, нели, кемтрейлови и такви работи. Никој не води никаква војна против нас, колку што ние самите војуваме против себе. Имате некои мечки вие овде во Охрид?